Ниедна политичка партија, барем официјално, нема обезбедено 61 пратеник, а тоа е минималниот праг за формирање влада. Иако лидерот на СДСМ се фали дека обезбедил пратеници и имаат поголема бројка од потребната, сепак партиите од албанскиот блок демантираат дека си пружиле рака со социјалдемократите, велат само разговарале. Од ВМРО ДПМН му посочија на Заев, ако навистина има мнозинство, да каже со кого. Гледаме дека СДСМ и Заев викаат дека имале мнозинство, пак од друга страна тоа не го потврдуваат политичките партии, би упатил јавно да ги прашат и СДСМ, да објават со кои партии имаат парламентарно мнозинство формирано, кои се коалиционите партнери на СДСМ, да изнесат детали околу тоа, бидејќи зборовите кои што вчера можевме ги видиме од нивна страна во медиумите, односно од нивни извори од СДСМ, има мнозинство, не се доволни за формирање на влада, туку треба нормално 61 пратеник да се согласи на тоа. Во спротивно, СДСМ во овој момент, освен што дрско краде, дрско и лаже, што впрочем и не е ништо ново за нив изминативе 3 години. Вчера се појави информација дека Заев за затворени врати се сретнал со Ахмети, Села и Гаши, да се обиде да ги придобие за мандат за формирање на влада. Од Алијанса на албанците потврдија дека разговарале со партијата на Заев, но само затоа што било веројатно дека СДСМ ќе го добие мандатот. Најмногу разговаравме со СДСМ, со другата македонска партија не, бидејќи го нема мандатот. Да го имаше мандатот би разговарале. Сега за сега сме во постојана неформална комуникација со СДСМ. Од ДУИ пак велат немаат договор со ниедна партија за влада, ниту со СДСМ, ниту со ВМРО ДПМН. Оваа изјава ја даде Османи, откако порталите на албански јазик пласира информација дека се крчка и постизборна коалиција на ВМРО, ДПМН и ДУИ, заедно со Левица, каде премиер би бил Лазар Еленовски, кој потекнува од семејство со мешан брак и со тоа би се задоволиле барањата на интегративците. Од ВМРО ДПМН за ова велат дека нема да коментираат, ниту да демантираат вести од непотврдени и неидентификувани извори.